Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Спонтаните абортуси се голема траума за секоја жена. Доколку се повторуваат повеќе пати, тогаш чувството е уште потешко. Во случај спонтаните абортуси да се повторуваат, односно кај оние жени кај кои што се јавил една спонтан абортус, истражувањата покажуваат дека ризикот за повторување е околу 20%. Со секој следен спонтан абортус ризикот расте. Зошто се јавуваат повторувачките спонтани абортуси? Дали спонтаните абортуси се проблем само на жената или пак на парот кој што се обидува да се реализира во одродителството? Може ли некогаш нивната генска комбинација да е проблематична? Има ли начин да се спречи спонтаниот абортус? Имаме навистина бројни прашања кои што ќе ги разјасниме со доктор Ирена Гошева, гинеколог акушер во Newborn Clinic. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото. За повторувачките спонтани абортуси денеска разговараме со доктор Ирена Гошева, гинеколог акушер во Newborn Clinic. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам многу за поканата и за оваа иницијатива да проговориме на оваа интересна тема од областа на репродуктивната медицина, која всушност е и најчеста компликација во бременоста. И постои едно народно убедување дека жената не треба да каже дека е трудна веднаш откако ќе открие, туку дека треба да почека да помине првото тромесечие. Зошто е тоа така? Дали најголемиот број спонтани абортуси всушност се случуваат во овој период? Да. Спонтаните абортуси тоа останало уште народски од тоа време, од дамнешно време, бидејќи спонтаните абортуси најчесто настануваат во првото тромесечие. Кога бременоста ние би ја разделиле на 3 еднакви епохи, тогаш би имале прво тромесечие, кое што би траело до 13-та недела, второ од 13-та до 28 недела и се до породувањето е третото тромесечие. Првото тромесечие се карактеризира со оној типична компликација и најчеста компликација која што завршува за жал така како што завршува, тоа е спонтаниот абортус и таа е најчеста во тој период од бременоста. И затоа и потоа градуално се намалува како одминува бременоста. И затоа тоа останало, бидејќи тоа дури е до 60% кај оние кои што ќе абортираат, до 60% е ризикот дека ќе абортираат во првото тромесечие, односно до 6-та недела. Например, после 10-та недела тој ризик се намалува и веќе стигнува до 2%. И затоа останало народски да не кажуваат за тоа што не се знае исходот на бременоста. Така, некои статистики велат 3 од 10 бременности всушност ќе завршат во тој период со спонтан абортус. Да, и АЦОГ, American College of Obstetrics and Gynecology, објавено дека е 1 од 10 бременности, но всушност ние правата инциденца не ја знаеме. Ние таа што ја знаеме на оние клинички препознаени бременности, каде што знаеме дека жената била трудна и бременоста завршила во форма на абортус, а кај сите оние кај кои што жената не знаела дека е бремена и завршила со абортус, не ја знаеме, нели статистички, и затоа правата инциденца не ја знаеме. Бидејќи биохемиската бременост и завршувањето на бременоста, тоа се оние жени кои што велат ми доцнеше циклусот 7-8 дена и потоа наеднаш кога започна менструалниот циклус беше обилно крварење, всушност жената можеби не направила тест за бременост, а станува збор за бременост, која што во биохемиска форма и завршува во форма на абортус. Затоа ние правата инциденца на абортусите не ја знаеме, иако е висока и за она што го имаме веќе од клиничките параметри и евидентираните бременности. Таа се смета дека е меѓу 10 до 15%, а во поголеми студии на поголеми популации дека е дури и до 30%. Значи природата е многу селективна кон нашиот вид, човекот. Не секоја бременост и не секоја жена што забременува го доносува плодот до крај. Има природна селекција, но во текот на емисијата ќе проговориме и за тоа. Да. Доколку жената имала еден спонтан абортус, која е веројатноста искуството да се повтори? Веројатноста е мала, всушност, дека ќе има повторувачки абортуси. Најчесто еден спонтан абортус настанува спорадично и многу често се случува. Веќе кажавме за сеопштата инциденца што и не ја знаеме. Меѓутоа, за да
абортусот се случува повторно и повторно, односно репетитирачки или повторувачки абортуси, инциденцията е многу мала. Тоа ги засега некаде 1 до 2% од сите трудници, односно сите жени кои што ќе забременат во тој период. И всушност ова е засебен клинички ентитет. Се смета дека не е исто за една жена што имала еден спорадичен абортус, дека исто со една жена која што има 2, 3 или 4 повторувачки абортуси. Значи кога има 2, 3, 4 повторувачки абортуси, е засебен клинички ентитет каде што пристапуваме различно, со различна евалуација, но и со различни севкупни методи за евалуација и диагностички алгоритми, и различно пристапуваме и кон третманот на истите. Затоа што повторно ќе кажам, всушност тоа станува збор за една мала популација, 1 до 2% од сите. Значи не секоја жена што ќе има еден спонтан абортус, значи дека ќе има повторно. Всушност ризикот да има живородено дете по еден спонтан абортус е севкупниот успех да има живородено дете е многу голем. Дури е голем и кај оние со повторувачки абортуси. И тоа е добро да го знаат жените, дека оние жени кои што имале 2, 3, иако со секоја наредна бременост, навистина се зголемува кумулативна стапката за повторно да има абортус, скори да се дуплира, сепак има големи шанси да доноси и да донесе на овој свет живороден плод. Во некои студии и до 71%. Ова е убаво охрабрувачка информација што треба да ја знаат оние жени кои што имаат проблем со повторувачки спонтани абортуси. Сега ние да ги погледнеме главните ризик фактори кои што може да доведат до губење на бременоста, односно до спонтан абортус. А тоа се возраста на жената, трудници што пушат цигари и конзумираат алкохол, повеќе плодова бременност, хромозомски генски, односно мутации или пак така наречени грешки, полово преносливи болести, проблеми со факторите за згручување на крвта, системски, хронични и автоимуни болести, проблеми со грлото на матката или нејзината анатомија. Навистина има бројни ризик фактори. Некој вела дека не се знае точно причината за спонтаните абортуси, но сепак ова се наведува како нешто што е можно, токму поради тоа ќе го разгледаме. Која возраст е всушност најбезбедна кога станува збор за спонтаните абортуси, а која е за најризична? Најбезбедна е од 20 до 29 години. Тогаш жените имаат најмал ризик да бременоста заврши со спонтан абортус, некаде околу 11%, со тоа што од 20 до 24 е 11,2%, а од 25 до 29 е 11,9%. Зголемен е ризикот пред 20-та година и исто така се зголемува по 30-та година. И тоа, например, од 30 до 34 е 15%, од 35 до 40 години, кога жената би забременила, е 25%, од 40 до 45 години, доколку жената забремени, е 50%. Значи, практично, да. Секоја втора жена, трудница, бременоста би завршила во форма на спонтан абортус, и за оние над 45 години е 93%. Значи, возраста на жената е еден детерминирачки фактор за исходот на бременоста, и без разлика дали е тоа во форма на единечен, спорадичен спонтан абортус или е во ентитетот на повторувачки абортуси. Заради тоа што со годините и процесот на старење стареат и јајните клетки и се намалува нивниот квалитет и се зголемува ризикот за хромозомски абнормалности кога би се споил со сперматозидот, односно во моментот на оплодувањето. Заради тоа, всушност, најмногу. Следното ни се трудниците што пушат цигари и конзумираат алкохол. Има доста трудници кај нас кои што не може да се откажат од цигарите. Ризик фактор е тоа за спонтана абортус? Модифицирачките ризик фактори, за разлика од овие, за разлика од мајчината возраст. Од модифицирачките ризик фактори има поголеми студии кои се можат да влијаат. Да, навистина е дека пушењето и конзумирањето алкохол тие се тератогени и фетотоксични, особено алкохолот, и заради тоа е поврзан со спонтан абортус.
Редовното конзумирање на алкохол или има и тоа градирање на скала повеќе од 5 алкохолни пијалоци неделно, го зголемува севкупниот ризик за спонтани абортуси, но не е еден од клучните параметри за повторувачки спонтани абортуси. Она што може да апелираме кон сите жени е за водење на здрав репродуктивен живот, е да се запази здравиот начин на исхрана, редовната физичка активност од 150 минути неделно и оптималниот body mass index. Да не се поправат многу за време на бременоста. Па и пред тоа. Значи, високиот body mass index е асоциран со спонтани абортуси, дури со повторувачки спонтани абортуси. Внесот на цигари севкупно го намалува фертилниот потенцијал на двата партнери. Освен што го намалува и го нарушува понекогаш и текот на бременоста, особено во подоцнежната гестацијска старост, каде што знаеме дека децата, плодовите од трудниците кои пушат се со помала телесна родилна телесна тежина, имаат заостанување во растот, уште и нутеро во утробата на мајката. И конзумирањето на алкохол е тератоген, докажан тератоген, и е ембриотоксичен и има и алкохолен фетален синдром, кој што се јавува кај плодот. Тоа е од модифицирачките фактори. Всушност, нешто што повеќе плодовата бременост? Повеќе плодовата бременост е посебен ентитет. Таа е си почеста поради развојот на инвитро оплодувањата, меѓутоа таа како за себе, таа си е засебен ентитет. Дека е ризик фактор за повторувачки бременности не е докажано во големи студии и е како посебен ентитет во медицината. Јас повеќе би се осврнала на оние досега докажани фактори, кои што ние 50% и не ги знаеме факторите што предизвикуваат повторувачки абортуси. Само уште едно потпрашање во однос на повеќе плодовите бременности. Понекога се случува едниот плод да не успее да се развие и да има жената спонтан абортус додека носи уште едно бебе. Дали е тоа ризик да го изгуби и другото бебе? Па има одреден ризик, меѓутоа не е тој апсолутен. Всушност и доколку зависи за каков тип на повеќе плодова бременост станува збор. Доколку тоа станува збор за ние ги викаме народски познато двојајчани бременности, каде што секој си е засебно со своја постелка, со своја амнионска обвивка, тогаш ризикот е многу помал за другиот близнак, доколку едниот близнак му се случи нешто. Меѓутоа, доколку тие се не еднојајчаните близнаци кои што се поврзани со една постелка, тогаш ризикот е многу голем и по едниот и по другиот, и генерално што се случува кај едниот се рефлектира кај другиот и обратно. Тие се тесно поврзани. По однос на абортусот, дури се прави кај некој или ембриоредукција поради аномалии на едниот плод, а не детектирани на другиот плод, кај тие што се двојајчаните, колку порано се изведе таа интервенција, толку е поголема шанса преживување на другиот близнак. Колку подоцна се случува, толку се поголеми шансите за компликации по здравиот близнак, но и по мајката. Всушност и компликациите од абортусот по мајката, по трудницата, се зголемуваат со растење на гестацијската старост. И ако севкупниот ризик се намалува со поминување на гестацијската старост, значи се помали шансите жената да абортира, всушност 1 до 2% се после 10-та гестацијска недела, затоа тогаш може да кажат нели дека се трудни да се пофалат народски. Меѓутоа растат компликациите кај тие кои што ќе настане абортус особено по 13-та недела, во второто тромесечие се зголемуваат компликациите по мајката. Така. Да, со тоа што веќе споменавме повеќе плодовата, јас би ги кажала оние за особено што се за повторувачките абортуси, фактори се генетските фактори. Тоа што ни всушност е следното: хромозомски, генетски грешки, односно мутации. Што тоа значи? Дека ако има некаква генетска мутација во плодот, телото на жената го препознава тоа и ја елиминира бременоста?
голем дел од аномалиите, кои што може да се нели структурни, нумерички на хромозомите кај плодот, може да настанат деново. Значи да се тоа два здрави партнери со здрав генетски сет, меѓутоа се случува деново мутација и настанува, например, синдром. Постојат голем дел од синдромите, природата ги елиминира во форма на абортус. Меѓутоа има и оние кои што промакнуваат на природната селекција, тоа се веќе сите ги знаеме за кои што правиме скрининг, 5 синдроми и компатибилни со живот, Даунов синдром, да. Меѓутоа тие се инцидентни, тие не се поврзани со повторувачки абортуси. Тие се јавуваат спорадично и може да се јави кај некоја трудница која што веќе има здрав живороден плод. За разлика од тие кај кои што самите родители се носители на некаква абнормалност во својот генетски сет, кај кои што кај нив не се манифестира, но во репродукцијата, кога ќе се направи реаранжман на генетскиот материјал од мајката и од таткото, тогаш се манифестира во некомпатибилна форма за живот. И таа се селектира по пат на абортус. И тие се многу чести кај пациентките односно паровите со повторувачки абортуси. Тоа значи кога треба да направат генетска анализа и мажот и жената. Да. Бидејќи не е проблемот само на жената, туку е на парот, на нивната комбинација, на нивниот генетски материјал. Точно така, на нивната комбинација, нивниот генетски материјал, заемниот генетски материјал. И тука е секогаш добро, бидејќи наједноставно може да се направи тоа со една анализа, кариотип на обата партнери, и доколку се детектира некаква абнормалност, тогаш се испраќаат за генетско советување, каде што генетичар ќе даде детална анализа за тоа како и колкав е процентот да може да имаат здраво потомство или дали може воопшто да има здраво потомство со таков тип на носителство и понатаму кои се можните решенија. Затоа од тука е многу важно да ги знаеме од тие што ги знаеме. 50% на факторите што предизвикуваат повторувачки абортуси, за да можеме да направиме адекватна евалуација за понатаму и адекватно да пристапиме кон третман на истите. Например, доколку знаеме дека одреден број, ако се смета дека повторувачките абортуси околу 50%, а во некои студии до 70% се должи точно генетска компонента е таа која што доминира во повторувачките абортуси. Тогаш ќе знаеме дека по консултација со генетичар, по едноставно испитување од кариотип, што можеме да направиме понатаму? Дали тоа може да се премости некако? Дали доколку имаат шанса за здраво потомство, тоа може, например, преку новите техники со инвитро оплодувањето, каде што ќе добиеме, да речеме, одреден број на ембриони и ќе ги анализираме и врз основа на статистичкиот приказ од генетичарот ќе знаеме кои се здрави ембриони. Доколку не постои опција по советување од генетичар за здраво потомство, тогаш може да се земе во предвид и донација на јајце, клетки или сперматозоиди, точно така. Да. Значи имаме тука повеќе начини како да пристапиме и е мултидисциплинарен пристапот од кој генетското советување со генетичар не е од исклучителна важност. Значи ова е добро да се знае дека кај повторувачките спонтани абортуси секогаш е потребно да се направи генетска анализа? Или не секогаш? Па генерално е потребно да се направи, особено ако се повеќе од 3 абортуси. И се советува, тоа е едно од основните испитувања кои што го правиме. За разлика, например, ако жената имала само еден спонтан абортус, тогаш не пристапуваме веќе одма на кариотип, бидејќи знаеме дека веќе кажавме, еден спорадичен спонтан абортус е не само поврзан или може да е и со деново абнормалност која што настанува, која што не значи дека ќе има наследувачки петерн, што се вика, доколку се тие носители. Така, наследувачки шаблон. Да, шаблон, да. Ќе одиме понатаму со другите можни ризици за спонтани абортуси, вели полово преносливи болести. Има ли некои бактерии конкретно кои што се поврзани со спонтаните абортуси? Да. Инфекциите генерално се ризик фактори за единечен спонтан абортус, но и за повторувачки абортуси, иако кај повторувачките абортуси се со помала импликабилност отколку за единечен. Повеќе има влијани ако жената има еден спорадичен спонтан абортус, помала е шансата од сите други фактори
дека ќе биде во склоп на инфекција. Инфекциите што може да предизвикаат спонтан абортус, може да бидат и сексуално преносливи, но и од групата на аерокапково преносливи. И то може да бидат и бактерии, и вируси, и се. Генерално, од тие што се докажани од сексуално преносливите, кламидијата е една од најпознатите, која што знаеме дека има детриментален ефект врз бременоста, но и други бактерии, микоплазмите, уреаплазмата, па дури една обична бактериска вагиноза, која што не е сексуално пренослива инфекција, може да има импликации врз бременоста. Од друга страна, вирусни инфекции, како што е парвовирусот, B19, има зголемен ризик за абортус, но не и за повторувачки абортуси. Значи, за еден спонтан абортус. За еден спонтан абортус, доколку трудницата го има во таа тековна бременост, има, да речеме, 6% ризик за абортус во првото тромесечие, или доколку има цитомегаловирус во таа бременост, има ризик за околу 2,5% за спонтан абортус. Но не и за повторувачките абортуси. Затоа и тоа испитување ТОРЧ не се ни советува од авторитативни организации да се прави кај трудници со повторувачки абортуси, бидејќи е инконклузивно. Тоа се однесува на тој настан за таа бременост. Не за во повторувачки шаблон. Но доколку сето тоа е неоткриено и нетретирано? Апсолутно. Може, со тоа што тоа се однесува повеќе на сексуално преносливите инфекции, не на другите. Тие се поминуваат, нели, има и потоа и трудницата имунитет за нив. Така што повеќе се однесува тоа на сексуално преносливите инфекции. И повторно ќе кажам дека има зголемена инциденца по однос на повторувачките абортуси, но не е еден од клучните параметри. Следното ни е проблеми со фактурите за згручување на крвта. Знаеме дека во бременоста се прават D-димери. Дали тие се всушност проблем и за спонтаните абортуси? Во првото тромесечие или се работи за нешто сосема друго? Тоа е сосема друг ентитет, тоа испитувањето на D-димерите во бременоста е сосема друга тема, која што треба нели да ја решиме со национално изготвени упатства, кои трудници треба да се испитуваат, а кои не. Кога не треба, така? Не, најпрво е кои трудници треба да се испитуваат. Не сите треба да прават D-димери. Значи тоа е инконклузивно. До пред некоја година сите трудници правеа. Сега ние сме моментално се наоѓаме во ерата на хепаринизација, каде што секоја трудница нели примува клексан. Меѓутоа, доколку би изготвиле национални упатства за тоа дали треба или не треба, веројатно поголема кохерентност ќе имаме по однос на таа тема. Така што најпрво D-димери не треба сите трудници да испитуваат или хемостаза, туку тоа испитување го прават одредена група на трудници врз проценка од страна на гинеколог. Сега, по однос на нашата тема... Значи не се работи за истото? Да, па и слично има некое преклопување, бидејќи самата бременост по себе е хиперкоагулабилна состојба. Постоење на тромбофилијата, без разлика дали е тоа во вродена или во стегната варијанта, ќе ви ги кажам и двете, го зголемува ризикот за тромбоза кај трудницата и за неповолен исход по однос на бременоста, односно во форма на спонтан абортус на почетокот во бременоста и во подоцнежни компликации во бременоста. Предвремено породување, преекламсија. Значи, тоа е севкупен еден ризик кој што се протегнува од почетокот, од едниот крај на спектарот до крајот на бременоста. До породувањето, така. Да. Вродените тромбофили се една група на генетско нарушување, каде што ја прави поподложна трудницата за тромбоза. Така што нивното исследување е важно во контекст на тоа дека може да има импликации, особено доколку жената имала претходни анамнеза за тромбоза или има роднини од блиско колено кои што имале тромбоза. Можна импликација за тоа дека таа жена треба да се постави на третман. Сега, третманот е, сите го знаат, или широко познатиот нискомолекуларен хепарин клексан, кој што всушност ние не го знаеме неговиот ефект
и механизмот на кој што делува за да ја зачува бременоста. Се смета дека нели токму таа тромбофилија може да прави микротромби на постелката и заради тоа да предизвика одредени компликации во бременоста, меѓу кои и абортусот, што е повеќе асоциран во подоцнежната гестација отколку пораната гестација. И затоа точниот механизам не го знаеме на дејство, но во поголеми рандомизирани студии е покажан голем бенефит, особено по здравјето на мајката. Од друга страна, стекнатите тромбофили, тоа е една група на автоимуно заболување, кое што всушност и самите обстетрички компликации се еден од главните карактеристики на самиот синдром, кој што се карактеризира со повторувачки абортуси и присуство на едни антитела, антифосфолипидни антитела, кои што го зголемуваат севкупниот ризик кај мајката и за тромбоза, но и за неповолен исход на бременоста. И затоа тоа е едно од многу важните испитувања што треба да го направи секоја трудница која што е бремена, а која имала анамнеза за повторувачки абортуси. Затоа што тоа може да се третира и токму со нискомолекуларен хепарин, па и со аспирин, и така да се очува и бременоста и да се намалат компликациите во бременоста, но и да се намали ризикот за тромбоза кај мајката. Значи тоа е еден панел, сет на испитувања лабораториски. На трансфузиологија се прави? Да. Добра. Да, кој што треба да го направи секоја трудница која што има 2 или повеќе повторувачки абортуси. Бидејќи во овој случај има решение, како што споменавте, со одредена терапија. Да. А што е со трудниците кои што имаат некакви хронични болести или пак автоимуни? Да речеме, шеќерна болест, лупус и слично. Проблеми со бубрезите, со срцето, ќе имаат ли зголемен ризик за спонтан абортус? Секој нарушување во сеопштото здраве на мајката може да резултира и со прекин на бременоста. Меѓутоа, од тие што се докажани во поголеми студии се генерално ендокринопатиите. Од нив е на прво место диабетот, односно преегзистирачки диабет кај мајката, кој што не знае дека го има и не е третиран адекватно, за многу пати го зголемува ризикот за абортус. Еден од нив. Понатаму исто така и дури полицистичните јајници, синдромот, и таа една инсулинска резистенција која што се јавува, ако во општата популација ризикот за абортус е 10 до 20%, кај нив е 20 до 40%. Исто така тука станува збор за метаболно едно нарушување кој што на крајот резултира таа инсулинска резистенција, таа хиперандрогенемија, резултира со поголема шанса за губиток на бременоста во форма на спонтан абортус. Нарушување на тироидната жлезда, тоа е многу чест проблем, што е многу чест проблем кај нас, да. Може да резултира со спонтани абортуси, повторувачки, и дури се смета дека дури кај оние кои што се еутироидни жени, односно со нормална функција на тироидната жлеза, но со покачени антитела поврзани со тироидната жлеза, така со Хашимотова болест, анти-ТПО и анти-ТГ, имаат зголемен ризик за повторувачки абортуси. Тука е на светско ниво се поделени помеѓу авторитативни организации ставовите, за дали да се третираат или не. Генерално, и според Royal College of Obstetrics and Gynecology, се советува еутироидните жени, односно оние со нормална функција на тироидната, но со покачени антитела, да не се третираат. Но кога ќе останат бремени, многу блиску да се следат и внимателно, за да се активира третман доколку се јави потреба за истиот, односно при поместување на вредностите на ТСХ. За разлика од оваа еминентна организација, исто така и други авторитативни организации се насосема по друг став. Да, поделени се тука ставовите, да, дека дури и некои одредени центри ги третираат овие жени со цел да го редуцираат ризикот за спонтани абортуси. И како четврт ентитет исто така докажана хиперпролактинемијата, односно покаченото ниво на пролактин во крвта на мајката, е поврзан со ризикот за повторувачки абортуси. Па така кај оние жени кои што се третирани претходно, е за 86% намален ризикот за да се повтори абортусот, за разлика од оние кои што се нетретирани. Значи треба цел панел на испитувања да се спроведат кај оние жени кои што имаат ваков проблем. Анамнезата која што ќе ја земеме. Па така,
ние знаеме дека една од најважните работи е, например, да знаеме кога настануваат абортусите. Ако една жена, обично имаат тенденција да секоја наредна бременост се повторува во истата недела да се прекине, да биде спонтаниот абортус. Ако е, например, секој пат во 6-та, 7-ма недела абортусот, тогаш треба да се осврнеме на тоа дека повеќе на кариотипот и дека тоа е генетски, станува збор за некаква генетска абнормалност кај плодот која што не му дава шанса да се развие во здрав плод, самиот генетски аранжман. Значи, повеќе аспекти треба да се изанализираат. Да, за разлика од тоа, доколку во анамнезата имаме дека жената има повторувачки во вториот триместар абортуси, тогаш сосема нешто друго земаме во предвид за анализите кои што треба да се направат. Така. Тука може би или доколку жената дава податок дека претходно има ирегуларни циклуси, тогаш можеме да земеме во предвид да го испитаме и пролактинот и тироидната функција. Тие имаат импликации врз менструалниот циклус уште пред жената да забремени. Се карактеризираат со ирегуларни менструални циклуси. Докторке, многу жени имаат проблеми со ХПВ инфекција, ќе добијат резултат дека имаат некаква форма на цин 1, цин 2, цин 3, понекогаш се прави конизација на грлото на матката. Дали тоа доведува до зголемен ризик од спонтани абортуси, еве проблемите со грлото на матката или пак нејзината анатомија? Тоа што кажав, Значи, различни се причините во првото тромесечие и различни во второто. Затоа нас не е важен податокот кога и се случуваат на жената абортусите. Доколку се во второто тромесечие, тука се зема во предвид и цервикалната инсуфициенција, односно неможност на грлото на матката да ја издржи и носи бременоста. Тоа може да настане и заради претходни интервенции на грлото на матката, како што е конизација заради цин. И тоа е докажано во големи рандомизирани студии дека е ризик фактор за цервикална инкомпетенција. Докторке, а сексуалните односи може ли да доведат до спонтан абортус? Не. Генерално не, со тоа што ние не препорачуваме сексуални односи кога има ризик за спонтан абортус. А може ли да се процени, да се предвиди исходот на бременоста кај жена која што имала спонтани абортуси? Тоа е неблагодарно, процентуално да се каже, бидејќи повторно ќе нагласам, и ако секој нареден абортус носи зголемен ризик за повторен абортус, сепак шансата за една жена со 2 или 3 абортуси што имала повторувачки да доноси живороден плод е околу 71%. Значи, всушност шансите се повторно на страната на парот. Со тоа што многу е важна адекватната евалуација за да ги елиминираме можните причини за повторувачките абортуси. Еве, например, знаеме дека од анатомските причини, кои што може и се лесно детектибилни, особено сега со новата технологија и ултразвучната апаратура, да се детектираат и доколку адекватно се отстранат, да може жената да доноси здрав живороден плод. Сега, кои се тие сите анатомски причини што да речам можеме лесно да ги коригираме? Одредена група. Аномалии на матката, како што е септум на утерусот, миоми, полипи, интраутерини адхезии, како бриди, синехи кои што настануваат после интервенции на матката, особено па после абортуси. Кога е необходно керетажа да се направи. Да, кога е завршена со инструментално бременоста и тогаш е тоа ризик фактор за појава на овие бриди и овие, доколку правилно се диагностицираат, тогаш може и правилно да се третира. Најчесто е хистероскопскиот третман. Тоа е една кратка интервенција од која што со една хистероскопот е еден мал инструмент како со оптички систем во кој што ни овозможува директна визуализација на кавумот и можности не само за диагностички, туку и за тераписки пристап кон проблемот. Примерно, колку има септум да се направи ресекција. Така, но се случува да направите испитување едноставно да не може да се утврди причината за повторувачките спонтани абортуси? 50%? 50% со непозната причина. Тогаш што се прави? Има ли начин да се спречи спонтаниот абортус? Дали ако жената лежи во првото тромесечие, може да се спречи спонтаниот абортус или ако се дава хормонска терапија?
прогестеронски вагиналети, инекции, апчиња преку уста, еве клексани некои примаат. Ќе се спречи ли во тој случај спонтаниот абортус? Всушност е докажано и се повеќе се нагласува тоа и на нашите секции дека е контрапродуктивно и за жената и за бременоста. Така што апсолутно лежење всушност само може да го зголеми, практично имобилизира трудницата и го зголемува ризикот за тромбоза. Од препаратите прогестеронски, и за тоа се поделени ставовите, но најеминентните организации препорачуваат и советуваат суплементација со прогестерон. Кај оние жени, особено кои што имале претходни абортуси, и различни се рутите при кои што може да се администрира прогестеронот и дозите, но за тоа најадекватно е гинекологот да направи адекватна проценка за кој тип на препарат ќе го прима во која доза. И во големи студии, рандомизирани студии имаат бенефит од тој препарат. По однос на клексаните или нискомолекуларниот хепарин, треба да се знае индикационото подрачје. Значи, некај сите, значи само кој некој што има потреба. Токму така. Тие си имаат свој индикационо подрачје. Кај оние со повторувачки абортуси од непозната природа, дури и може и штета да имаат од клексанот, доколку го примаат, а немаат индикација за истиот. За разлика од оние кои што имаат нарушувања од групата на тромбофилии со зголемен ризик за тромбоза. Тие најголем бенефит ќе имаат и со најповолен успех по бременоста. Ке ги поканим и гледачите, имаме малку време до крајот на емисијата, но секако доволно простор за да бидат поставени неколку прашања од гледач. Продолжуваме понатаму. Докторке, кои се симптомите за спонтан абортус, како една жена да знае дека нешто не е во ред? Абортусот може доколку е во раната бременост да се диагностицира и случајно, ултразвучно, доколку станува збор се уште не развила симптоми за да го изфрли, особено кога станува збор за анембрионална бременост, односно кога не се развива ембрион во самата бременост, или кога е развиен, но тој е угинат, односно кога не ја детектираме срцевата акција. Од симптомите, тоа е асимптоматската фаза. Во симптоматската фаза се крварењето и болките во долниот дел на стомакот. Со тоа што треба сите да го знаат дека не секое крварење во бременоста завршува со абортус. Обично тука се јавува таа паника. Тука е таа анксиозност и паника, се ќе заврши со абортус, напротив, најголем дел бременостите ќе продолжат. Треба да се во тие случаи треба да се види причината зошто е за крварењето. Но вело дека има некои жени кои што имаат крварење во првото тромесечие, без некоја посебна причина. И токму таа група на пациентки имаат најголем бенефит од прогестеронската терапија. Така што тука е многу важен пристапот и најважно ни е од крварењето и болките дали е пациентката клинички стабилна или нестабилна. Значи хемодинамски дали е стабилна или не. Бидејќи подоцнежниот абортус, веќе кажав, дека оди со поголем процент на компликации по мајката, односно поголема крвозагуба. И исто така меѓу и другите компликации се инфекцијата и септичен абортус. Дали така што тука е многу важно да се јави на преглед секоја трудница со било какви симптоми на крварење или болки, на преглед и понатаму да биде адекватно евалуирана и третирана соодветно. Дали секој спонтан абортус мора да заврши со киретажа? Не. Многу добро прашање, тоа што треба да го знаете сите, дека секој абортусот може сам по себе целосно да се изфрли од матката, особено во раната недела. Може да и помогнеме на жената медикаментозно да ја дозавршиме бременоста и инструментално. Најпрво и најважно е да ги знае сите опции жената доколку е клинички стабилна. Кога е пациентката клинички нестабилна, тоа се превземаат чекори за брза нејзина стабилизација во интерес на нејзиниот живот. Доколку е жената клинички стабилна, значи станува збор за крварење, обилно, профузно или некомплетно исфрлање на продуктите на концепција, значи дел е останат од бременоста, дел е исфрлен,
врз основа на клиничката проценка и севкупниот наод од прегледот, ќе се разговара со пациентката и ќе се понудат опциите како се може да заврши тој абортус. Значи може и со експектативен менеджмент. Што може значи да тоа? почекаме, да видиме како Колку ќе време биде. може да се чека? Нема ризик да се развие некаква инфекција? при Генерално читањето? експектативниот менеджмент е најмногу до 2 недели. Се на тоа треба да се превземат одредени мерки. Ако има симптоми, порано. И секогаш може би и медикаментозниот, доколку има услови да се изведе. И на крај ни останува и хируршкиот метод. Повторно ќе кажам, се зависи од дали е пациентката клинички стабилна или не. Така, тоа го прави, таа проценка прави гинекологот. Да. А претпоставам дека едно од првите прашања на жената која што имала спонтан абортус е колку време треба да помине од спонтаниот абортус до следната бременост. Да. Ако имала еден спонтан абортус, се повеќе податоци укажуваат на тоа дека тоа станува збор за спорадичен инцидент и дека може веднаш дури и наредниот циклус да планира бременост. За разлика од оние со повторувачките абортуси, кои што имале 2 консекутивни прекини на бременоста во форма на спонтан абортус, според некои организации 3, тогаш ги советуваме да направиме адекватна евалуација и доколку најдеме одреден причинител, да го диагностицираме и да го третираме правилно, па потоа да планира концепција. Или доколку не најдеме никаква причина, односно станува збор за оние од непозната природа повторувачки абортуси, тогаш се советува минимум 3 месеци интервал, доколку станува збор за ран прекин на бременоста. Но доколку станува збор за повторувачки абортуси кои што се явуваат во вториот триместар, тогаш што временскиот интервал треба да е најмалку 6 месеци, односно најоптимално 9 до 12 месеци да планира бременост. Така. Ако се явуваат во 16 и 17 недела. Но повторно ќе кажам, тука ни е најважно поадекватната евалуација и отстранување на оние причини кои што може да се детектираат и психофизичката подготвеност на жената Така. за повторна бременост, бидејќи сепак тоа е едно травматично и фрустрирачко искуство за парот. Значи треба да се залечи и телото, но и духот. Токму така. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Би сакала да поставам едно прашање. Повелете. Вака се работи за ќерка ми со инвитро, остана бремена. Во првиот месец носи близначиња. Во првиот месец го исфрли едниот плод, а после месец дена и вториот плод. Ме интересира сега и она исто, мислам не е тука да слуша на работа, дали може тоа пак да би се повторило, например, при инвитро, пошто вие спомнувате овие работи за, мислам дека за оние нормални бременности. Меѓутоа за инвитро кога се работи, што тогаш да се превземе? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Во делот емисијата го искоментиравме и инвитрото, но и ве сега подетелно ќе добиете одговор за сетова. Да. Повелете. За пациентите кои што се во процедурата на инвитро постапка, генерално поминуваат една обсежна евалуација и они ги имаат, впрочем, и сите направени параметри без предходни повторувачки абортуси, голем дел од параметрите кои што можат да се испитаат и ентитетите кои што можат да се евалуираат, така што ризикот конкретно дека треба нешто да доиспита, јас пак ќе кажам, севкупно пациентките имаат обемна евалуација што поминуваат инвитро. Многу често не знаеме зошто се случува. Може би едниот близнак кој што останала жената трудна, бремена со едниот близнак, бил генетски абнормален, но понизана каскада предизвикала и спонтан абортуси на здравиот. Може би има и многу можеби кои што спаѓаат во оние 50% за непозната причина. Но, повторно ќе кажам, и со инвитро, бидејќи во класификацијата на повторувачки абортуси се и они биохемиски бременности од инвитро, што се, дури биохемиски, а овдека станува збори за поголема бременост.
сепак шансите за живороденост се доста високи и големи, доколку не постои друга пречка, како што е мајчина возраст или други потешки фактори за виабилна бременост. Ова е покомплексен ентитет, бидејќи тука постојат повеќе фактори кои што се иницијално причина за спонтан абортус, не за повторувачки абортуси. Но сепак ќе кажам, доколку сите параметри е направена правилна евалуација, шансите, дури при инвитрото и сите пациентки кои што поминуваат инвитро, подпишуваат еден документ кај што им се објаснети шансите за успешноста на инвитрото. Без оглед, нели, кој е поред. Го споменавме и психолошкиот момент кај жените кои што доживуваат вакво искуство, значи една голема траума поради спонтаниот абортус. Дали препорачувате консултација со психолог во такви моменти? Може ли психолошкото нарушено здравје, менталното здравје потоа да доведе до одредени проблеми за време на бременоста? Да, тоа е многу важно и за жал ние во клиничката пракса немаме таков обичај да консултираме психолози, но треба, особено по вакво травматично искуство кај оние жени со повторувачки абортуси, бидејќи хроничниот стрес, кој што може да е од емотивна природа, прави една каскада на реакции, го покачува нивото на кортизол, тој пак го намалува имунитетот, тоа па ја прави сукцептибилна жената за инфекции, повторно ја активира каскадата за што би можела да ги зголеми шансите за абортус. Всушност, со редуцирање на тој стрес би можели да се подобрат шансите за доносување на здрава бременост, така што е тоа еден многу важен дел кој што за жал ние помалку го аплицираме во клиничката пракса, но би требало повеќе, бидејќи е важен ентитет и дел од пристапот кај пациентите со повторувачки абортуси. Значи, пациентките со повторувачки абортуси би можеле да го земат и ова предвид, да појдат на психолог самостојно, нели да посетат за да се надминат и оние стравови, нели секоја следна бременост носи нов страв и нов стрес. Бидејќи пациентите знаат дека паровите знаат дека тој ризик се зголемува за наредната бременост и со тоа расте и стравот дека пак повторно нешто ќе се случи со ист исход. Повторно ќе кажам, по адекватна евалуација и елиминирање на причините кои што од тие што може да се детектираат, шансите за бременост се многу големи за успешно да заврши бременоста со жив новороден плод. Околу 71%. 71%, тоа е одличен процент. Оптимистична информација. На крајот на емисијата зборувавме за една тема која што создава голем стрес кај жените, но и воопшто кај паровите кои што сакаат да се реализираат во родителството, но оваа информација треба да им влее надеж дека постојат реално големи шанси да добијат потомство. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавото појаснување за причините поврзани со повторувачките абортуси и начинот на кој што може да се надминат со правилно детектирање на проблемите. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден на Телма, кога заедно учиме за здравјето. Ви посакувам пријатен ден.